ова издание, владата на САД останува затворена и во новата година. Македонија. Последно обраќање на председателот Ѓорѓе Иванов. Народот има право да одлучи како ќе се вика, рече меѓу другото. Пред новогодишен викенд ве носиме во бар во Вашингтон со необични празнични коктели. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Владата на САД ќе остане делумно затворена и во новата година. Вечерва на полноќ е точна една недела од затварањето, од кога принудно не работат стотици илјади федерални работници. А председателот Ѓорѓе Иванов со последно годишно обраќање. Владимир Мирчевски известува. Покажете си го нивото на политичка култура пред целиот дипломатски хор. Јас ве слушав цела година, барем сега еднаш сослушајте ме вие мене. Во ваква атмосфера на нетрпеливост и меѓусебно дофрлање помина последното годишно обраќање на Ѓорѓе Иванов како претседател на Македонија. Разликите меѓу шефот на државата од една и владата и владеачкото мнозинство од друга страна не се намалија ниту денеска во парламентот. Иванов ги повтори своите ставови за договорот од Преспа, договорот со Бугарија, како и за законот за јазици кои ги нарече 3 предизвици за државноста. Во една република, единствено народот има право да управува сам со себе и да одлучува за својот живот, да го избира своето име и името на државата што ја создал, јазикот што го зборува, културата што ја гради. Затоа ова влада и ова парламентарно мнозинство побара од народот сам да се согласи на таа промена, за да може правното укинување на македонскиот народ да се протолкува како негова сопствена волја. Кажа дека исходот од референдумот бил таков зашто граѓаните увиделе дека се уценети дека проработил имунитетниот систем на државата. Не го заборави ниту законот за јазиците, кого во 2 наврата одби да го потпише. Речи си нема член во тој закон во кој не е прекршен Уставот на Република Македонија. Повторно демантираше каква било улога во настаните од 27 април и уверуваше дека секогаш иднината на Македонија гледал во ЕУ во НАТО. Обраќањето на Иванов имаше различен ефект врз мнозинството и врз опозицијата. Ова е последно обраќање на човекот кој недостоинствено и на штета на државата ја извршуваше функцијата претседател. Дава одлика на конзистентен политичар, кој што се држи до оние принципи врз основа на кои што го добил мандатот од граѓаните. Иванов денеска се обрати за последен пат како претседател. На 12 мај нему му завршува вториот мандат. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Околу 1,3 милиарди луѓе во светот имаат проблеми со видот, соопшти Светската здравствена организација. За ова Лаура Сепулведа од Ерусалим. Оркем може би изгледаат само како безжични слушалки, но всушност се многу повеќе од тоа. Ова промотивно видео покажува што тоа значи. Лица со оштетување на видот може да идентификуваат производи, да препознаваат лице и да читаат само со една дирекција. Камерата е на една страна, а звучникот на друга. Всушност се работи за многу стратешко место на очилата, кое со една директива им овозможува на лицата со оштетен вид да ги извршуваат дневните активности. Зив Аврам, председателот и коосновач на Орхем, вели дека еден од предизвиците со кои се соочиле креаторите било како да направат граница помеѓу корисникот и апаратот. Заклучивме дека со покажување со прст може најприродно и интуитивно да се управува апаратот. Во спротивно тој ќе зборува со корисникот цело време и нема да се постигне целта. За разлика од повеќето високотехнолошки апарати, Оркем не е поврзан со интернет, така што личните податоци на корисникот се заштитени. Аврам вели дека има доволно меморија да ги сочува податоците потребни за препознавање лица и производи. Производот што го имаме е база на инсталирани баркодови, така што има доволно меморија да знае се. Компанијата вели дека ваквата технологија може да им помогне на милиони луѓе насекаде во светот што имаат делумно оштетување на видот или кои се соочуваат со проблеми со читањето. Оваа година почина од светски познати музичари, научници, дизајнери до поранешен претседател на САД, Маријама Диало со сеќавање на 2018-та.
Пејачот Смоки Робинсон ја оддаде почит на неговата другарка од детство Арета Френклин, која годинава почина по долго боледување од рак на панкреас. Френклин има добиено 18 Греми награди и продадено повеќе од 75 милиони плочи. Незините најблиски, многу познати личности и политички лидери, вклучувајќи го и поранешниот председател на САД Бил Клинтон, беа меѓу илјадниците кои се простија од музичката дива. Љубителите на филмот пак му кажаа збогум на секс символот од 1970-тите години Берт Рейнолдс, додека фановите го испратија и комичарот Стен Ли, кој почина на 95 годишна возраст. That's for you, Stan Lee. That's for you, baby. You always will live in this heart forever. Светот исто така го загуби и британскиот физичар и автор Стивен Хокинг. Тој почина на 76 години во неговиот дом во Кембридж. Стивен Хокинг беше светска личност. Тој имаше исклучителна способност да се поврзе со луѓето. Модната индустрија остана без американската дизајнерка Кейт Спейд и францускиот дизајнер Живанши, која креираше облеката на многу познати, вклучувајќи ги неговата муза Одри Хепберн и Джеки Кенеди. Спейд изврши самоубиство. Илјадници луѓе го славеа делото на Вини Мандела, поранешната сопруга на првиот црн председател на Јужна Африка Нелсон Мандела и борец против апартхеидот во оваа држава. Таа почина на 81 година. Африка изгуби уште една сакана личност, поранешниот председател на Обединетите нации, добитник на Нобеловата награда за мир, Кофи Анан. Годинава почина и член на американската политичка династија. Пријатели и поранешни председатели заедно со председателот Доналд Трамп се собраа во Националната катедрала во Вашингтон да го испретат 41-иот председател на САД Џорџ Херберт Вокер Буш. Прекрасен човек, најдобар татко што син и ќерка можат да имаат. Буш беше погребан во Тексас веднаш до неговата сопруга, која исто така почина годинава, како и до неговата ќерка Робин, која почина од леукемија на 3-годишна возраст. А уште речиси 3 дена до новата година. Во Вашингтон има многу места каде се слави, но ние ве носиме во еден бар познат по празничните коктели. Погледнете. Новогодишен коктел, што во чаша, што на секаде околу вас. Додека седите на шанк и го пиете познатиот Санта шит лист, над вас висат крофни обесени на импровизирано небо од светилки. И додека вие се уште размислувате за крофните, вниманието ви го одзема популарното животно, заштитен знак на зоолошката градина во главниот град. Празничните коктели и декорации во барот годинава се инспирирани од пандата во зоолошката градина во Вашингтон. Ја има насекаде, на шанк, на зид, на венчиња. Во овој дух годинава се слават празниците во овој локал. Менито кое се состои од 12 новогодишни коктели, подготвени од специјален тим, е како книга кој секој сака да ја прочита. А за вкусот допринесуваат и уникатните чаши во кои се служат пијачките. Ги има со Дедо Мраз, специјални панда чашки од кои се пие со бамбус цевче, со срни и со други новогодишни апликации. Гостите уживаат. This is called Santa Baby or Bebe. Пијам текила и кока-кола во чаша со панда. Многу е вкусно. I have the Festivus for the rest of us. Се состои од рум и сок од јаболка. Многу е добар. It's really good. Snow angels, ice skating, cookie dough and snuggles. Ми се допаѓа затоа што е блага пијачка. Плюс се наоѓа во чаша со Дедо Мраз. Кейт ужива во коктелот Добре дојдовте на забавата, која е на база на бурбон. It's very delicious. Мора пак пие пиво од ѓумбир и сок од среша. I'm trying to convince. Се обидувам да ги убедам сите да пиеме од мали чаши наеднаш. Джесика нарачала необично виски. No, I've never seen this anywhere else. Никогаш не сум видела ваков коктел на друго место, но нутелата дава одличен вкус. Oh, absolutely. That and the panda hats. Уживајќи во музиката, понесени од декорациите од звезди, елки и лампиони, гостите во барот Мирикл на 7-та улица во Вашингтон замислуваат желби за среќна нова година. Cheers! Ви посакувам убаво расположение и среќни празници. Убав викенд.